Откажувањето во целост од македонското малцинство во Грција се докажува секојдневно и покрај тврдењата на власта, особено во периодот пред референдумот, дека нема никогаш да кренат раце. Денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски не сакаше да каже фактичка состојба, односно да одговори на кој јазик зборуваат егејците, односно роднините на македонските државјани во Грција. Дали роднините на егејците зборуваат македонски јазик? Роднините на Што живеат таму? На егејците. Постои одредена категорија на население во Република Грција која што не зборува на грчки јазик, која што говори на друг јазик, меѓутоа не сме ние тие што ќе детерминираме кој на каков јазик зборува. Уште едно само Бидејќи кратко. тоа ќе биде мешање во внатрешни работи на друга држава. Ова ја потврдува линијата по која движи Димитров, кој откако кажа дека македонскиот јазик на кој говорат граѓаните на Македонија нема никаква врска со идиомите што ги користат грчките македонци. Појаснуваше оти мислел на грчки македонци кои зборуваат грчки јазик. Како и да е, првичниот став на министерот, според грчката колешка Анагностопулу, е смирувачка нота. Оти веќе проблем не постоел. Со други зборови, игнорирањето на македонското малцинство од страна на владата е решение на проблемот според соседот. Од прилика слично се развиваше и стратегијата за елиминација на името Македонија, конкретно од МАНУ. Дел од академиците првично најавија дека преспанскиот договор нема да им го земе името. Сега се пред свршен чин. До петок ќе мора да си го сменат. Договорот не задира, ниту може, ниту пак смеел да задира во тие прашања, бидејќи тие се супранационални норми и стандарди кои не можат да се одземат, ограничат, и суспендираат и така натаму. Македонска академија постои само овде, не постои во Грција, или Македонски народен театар, или Македонска филхармонија, така што тоа именување не би им правило на нашите соседи никакви пречки. Кратенката МАНУ останува, а академиците ќе го утврдат конкретното долго име на институцијата. Инаку се уште се чека одлука во врска со името на АРМ, додека одлуката за преименување на 136 институции веќе е во фаза на спроведување.